заменик министерот за социјална политика, демографија и млади, Ѓоко Велковски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Господин Велковски, слушнавме ве од прилогот, се зборуваше тука и за помош, и за интервенции за ранливи категории на граѓани. Пред се тука зборувам за социјално ранливи категории, за бездомни лица кои се некако најранливи од сите други во однос на пеколните гориштини. Имаме ли механизам во рамките на Министерството да им помогнеме таргетирано токму ним? Да, од секогаш постал механизмот, треба само правилно да се употребува на годишно ниво, заедно со програмата која што имаме во рамките на Министерството и оваа година важи истото, повеќе од 3 милиона денари се издвојуваат токму за најранливите категории, односно условно бездомните лица, нели, кои што во текот и на зимските периоди, меѓутоа и сега со топлотните бранови од страна на Црвениот крст најлесно и најбрзо може да бидат згрижени во нивните пунктови. И тоа е пракса која што ја употребуваме многу години заедно со Црвениот крст и веќе разговаравме и директно со нив да бидеме на алармот, бидејќи нели ќе започнат еве топлотниот бран ќе дојде наскоро во Македонија и да бидеме сите подготвени навремено да можеме токму на овие најранливи категории да ги згрижиме. Во рамките на Момин поток има пункт Црвениот крст каде што можат да престојуваат и да им се даде итна нели поддршка помош токму на овие најзагрозени граѓани. Така да стоиме кон министерство и програмски меѓутоа и со средства кои што ги покриваме токму овие категории. Уште неколку дена, 2 дена прилика, ќе бидете заменик министер за социјална политика, демографија и млади, а потоа од министерската позиција ги преземате ингеренциите и обврските во ова министерство кое покрива една широка лепеза, еден голем дел од граѓаните. Ќе има ли разлика од тоа како делувате досега, а како ќе делувате во иднина? Мора да има разлика, поради тоа што обврските се преземаат и одговорноста е многу поразлична, не дека како заменик не сум делувал и не сум гледал да бидам од директна поддршка и на самото министерство, меѓутоа на целата влада. Меѓутоа одговорноста е нели како прв во министерството е многу поголема и секако дека заложбата која што и до денеска сум ја давал повеќе од 100% како човек од самото министерство и како заменик министер, ќе биде уште поголема и во период кој што следи како министер, бидејќи навистина има доста работи кои што треба да бидат пред се анализирани, а потоа и имплементирани многу кои што сме ги започнали досега. Досега го водеше ова министерство кадрот вреди, меѓутоа вие, вашата партија, ВМРО-ДПМН во предизборните ветувања и во програмата имате наведено многу точки. Тоа што е интересно е во последното истражување на Finance Think, вашето министерство беше наведено како едно од оние кои што имаат најмалку исполнети предизборни ветувања. Едно од ретко исполнетите на задоволство на пензионерите секако е зголемување на пензиите линеарно за 5000 денари. Сега има ли план министерот Велковски сега како да подобри оваа слика со оглед дека целата врска ќе биде негова? Истражувањето го погледнав, меѓутоа ако ги видиме внатрешните детали на самото истражување ќе покажат дека да, точно дека нема финална реализација на многу проекти, меѓутоа помеѓу 60 и 100% се започнати голем дел од оние кои што сме ги ветили во програмата во овие 2 години. Така да имплементацијата на дел од тие ќе следат во периодот кој што доаѓа од денеска. Многу зависи самото министерство од тоа што значи и финансиски средства, бидејќи сите категории кои што се ранливи и проекти кои што треба да се реализираат генерално се врзани, знаеме дека со финансиски средства и тука е предизвикот на секој министер, не дали само на мене како иден, туку на секој еден е предизвикот да се обезбедат повеќе парички во касава, за да можат нели едноставно да се дадат повеќе на овие загрозени категории на граѓани или да се имплементират одредени активности програмски кои што сме ги планирале. Така да ќе се бориме за тоа да добиеме што е можно повеќе средства во самиот буџет на министерството за оние програмски активности кои што сме ги ветили, бидејќи на крајот од денот онаа програма која што е изгласана пред 2 години, а 4 годишна е на владата, мораме да ја имплементираме во целост. Тоа е заложба што сме дале лично и јас како иден министер, еве за неколку дена ќе морам да продолжам онаму каде што се застанати работите и онаму каде што не се почнати, за жал, има и такви, мора да се признаеме, не дека се е завршено, има и такви кои што треба да директно да се отпочнат, дали треба негде анализа или треба законски измени за да дојдеме до целта да она што сме го ветили на граѓаните и не даде поддршката, да ги имаат на крај како бенефиции. Сега ќе седнете во министерската фотелја со буџет кој што ќе претрпи ребаланс, за кој од опозицијата обвинува дека се крати голем дел од социјалната заштита и од младите.
Па не е точно дека се крати од социјалната заштита. Делот на конкретно за социјалната заштита ставката која што имаме зголемување. Повеќе од 2 милиарди денари таму имаме зголемување на таа ставка. Меѓутоа опозицијата знаете дека се става во пакети, кажува работи кои што за жал само на нив им се точни, на сите други граѓани знаат дека не е така. Независно од тоа, онаму каде што има кратење, и има реални, има покачување во некои ставки, на некои има кратење, тоа е само затоа што не се започнати одредени активности за 6 месеци во реализација. Поради тоа ги За објаснување има кратење според ова во демографските политики, во вели во програмата на владата за изградба на детски градинки дека има кратење, програмата за млади има намалување. Така ние имаме 100%, ќе дојдеме сега пред ребалансот со 100% реализација на тоа што го имавме како буџет до сега за детските градинки. Градиме веќе отворивме оваа година 4 објекти, а веќе се во најава и распишани се постапки за други 5 преку самото министерство, плюс преку на подпрограма нели кој што владата дае. Така да се градат буквално детски градинки се до наму каде што имаше реална потреба нели каде што ги анализиравме овие работи низ годините. Овие 2 години кои што ги имавме. Така да кратењето е само во делот на оно што значи реалокација на средствата, бидејќи ако денеска ние го имаме договорот негде август-септември, исклучено за изградна детска градинка. Нас ќе ни треба до крајот на годината за 3 месеци да исплатиме или помала сума, бидејќи толку може да се постигне со изградбата, тоа е во тој период. Во тој период. Затоа некои средства се само алоцираат и се преместуваат на друга ставка, за да може да биде нели правилно да бидат искористени во рамките на буџетот. Тоа е целта. За демографијата конкретно, знаете дека се изготвуваше стратегија и содржана голема меѓународна светска, може да кажам, конференција тука. Се променја одредени ставови по однос на самата стратегија и акциските планови во истите, се доработуваат во моментов и за брзо време ќе имаме конкретен акциски план со фискални импликации по однос на стратегијата за демографија во Македонија. И со таму ќе се стартуваат нели сите обврски што треба да ги преземеме, па и буџетски, така да затоа се и тие нивелации помеѓу ставките за да бидат правилно искористени на вистинско место, да не стојат како бројка само и да ги оставиме такви во буџетот, по утре парите да ги вратиме нели на крајот од годината. Тоа што е вознемири јавноста, посебно не работен дел од јавноста кој што се вработил после 2003 е Фондот за здравствено за пензиско инвалидско осигурување, иако тоа е самостојна институција, вашето министерство е задолжено за контрола. Зошто се доведовме во ситуација да тој втор пензиски фонд, кој што ги опфаќа овие лица, е доведен во прашање, а првиот зависи од буџетот? 2006 година кога се воспоставува нели вториот пензиски столб како законски основ да осигурениците во Македонија нели одвојуваат и во првиот и во вториот да им се вложуваат средствата нели да се оплодуваат популарно и да имаат повисоки пензии. Некој тогаш претпоставувам дека размислувал во таа година пред 20 години од денеска дека ова ќе даде на некаков период треба да даде добар ефект на пензиите на нели пензионерите во Македонија. Меѓутоа очигледно дека еве првите пензионери кои што излегува првите 150 на оваа година нели како први по воведување на оваа мерка дека недоволни со она што го штеделе нели недоволно им се оплодиле средствата за да имаат добри пензии од вториот столб. За првиот е загарантирано, нели правото во првиот е загарантиран да се одвојуваат средства од државата во отприлика 46% или повеќе од 2 нешто милиарди нели месечно. Меѓутоа се загарантирани по устав. И тука немаме дилема, ќе одвојуваме повеќе средства поради тоа што е таков системот, знаеме, намален број на вработени, демографските политики кои што се водели низ годините и состојбата што е реално на работоспособното население да придонесуваат нели да се полни тој пензиски фонд. Меѓутоа вториот веќе се анализира период, добар период во владата. Има комисија која што е формирана од страна на владата, составена од експерти, меѓутоа и од лица вработени во Министерството за финансии, за социјална политика, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, да со нивната стручност во текот на целото работење да ги дадат потребните анализи да видиме што понатака со вториот пензиски столб. Да, можно ли укинување таква реформа? Да се вратиме на онај доброволен пензиски фонд, како што е денеска третиот столб и овој задолжителен пензиски фонд. Јас би оставил, бидејќи министерката за финансија, ако ја следиме внимателно, и она веќе им извести дека преговарала и со Меѓународниот монетарен фонд, меѓутоа и со Светската банка,
да направат доброволно анализи, да ни помогнат како како држава, како систем, бидејќи имаат искуство, само да ги потребиме нивните искуства тука да видиме што значи ризикот денеска во вториот пензиски столб, да ги почекаме анализиве, да од овие две институции кои што се еминентни, плюс работната група која што имаме во рамките веќе на владата формирано и функционира, да со овие анализи на крајот го закружиме целиот процес да видиме каква би била реформата, бидејќи видите не може да правиме посебно во пензискиот систем. Не може да правите реформа вие на 2 или 3 или 5 години. Таму се вака сериозни, сите знаат дека се сериозни, секоја една измена каква и да е интервенција во тој закон и во тој систем е навистина може да има последици, можеби не денеска, меѓутоа за 15-20 години од денеска да има последица како што е денеска е состојбата со осигурениците во вториот пензиски столб. Така да имаме решенија, знаеме во кој правец и веќе се имплементираат ова што сакаме како анализи да ги добиеме, па потоа би говореле заеднички сите комплетно Министерството заедно со Министерството за финансии и владата за конкретните чекори што би се преземале по однос на оваа појава. Што се планира за корисниците на социјална помош од оние ветувања кои ги очекуваат за мислам тука на зголемување на финансиската помош, поедноставување на процедурите? Мора да кажам вака, кога збориме за покачување на социјалната помош, јас би се навратил вака еден чекор поназад. Во Македонија во моментов оние кои што се најзагрозени, односно се приматели на социјалната помош и се прилика околу 42.000 корисници на сега во системот за социјала. Тоа зборам, оние се приматели на гарантирана минимална помош и на социјална сигурност, на популарна социјална пензија за над 62-64 години кои што не оставиле пензии поради X причини во својот живот. Истите овие ги анализираме започнувајќи од 1 мај комплетно, ги видовте и на одите од Државниот завод за ревизија кој што истакна големи неправилности во однос на системот на социјална заштита, на работењето на центрите и незаконски исплати по однос на социјалната заштита. Веќе анализата започна и првата фаза заврши, каде што комплетно беа повикани сите овие корисници во рамките на центрите за социјална работа, каде што со нивни изјави, увидување на реалната состојба, утврдивме одредени неправилности во бројка повеќе од 1000 корисници. Го исчистивте веќе, сакате да кажете списокот? Првата фаза е завршена и таму имаме веќе 1000 корисници кои што за жал го злоупотребиле системот. Значи ќе бидам попрецизен за граѓаните да не биде дека им кинеме, им кратиме на оние кои што им е најпотребно, не, им кратиме на оние кои што незаконски немале право да земат социјална пензија или социјална помош. Втората фаза е теренската посета, односно во домовите на самите корисници. И таа веќе започна од 1 јули и ќе трае во текот на целиот летен период и ќе имаме и разговор со семејствата не за да ги детектираме само неправилностите. Сакаме да помогнеме на овие граѓани. Ќе помогнеме само со директен разговор и да ги упатиме вистински каде треба да се обратат, доколку сакаат да бидат и се работоспособни, да се појават на пазарот на трудот, така самите да ги издигнат своите семејства, да не зависат од таа социјална помош која што денеска државата им одвоила. Колку мислите дека има вкупно вака според вашите проценки злоупотреби на социјалната помош или пензија? Па очекуваме дека ќе се појават бројки нешто повеќе од 3 до 4.000 корисници. Така да ќе покаже на крај самите теренски посети како втора фаза, како ќе се заврши комплетно целиот процес и потоа да се навратам сега на конечниот одговор. Тогаш со средствата кои што биле злоупотребувани со години, а тоа се во голема мера ќе бидат повеќе рачуните дека на годишно ниво повеќе од 200 милиони денари ќе остануваат заштеди во самиот буџет на токму за оваа намена, ќе бидат пренаменети токму за оние категории на граѓани кои што се безпомошни, а тоа кои што се најпотребни и тогаш ќе разговараме дека можеме да им подобриме навистина социјалната помош да биде повисока и да биде навистина постабилна со видливи суми. И со видливи суми да покачаме, само тогаш ќе разговараме токму за овие чекори и ова е програмска активност, една од програмските активности кои што е заложба на владата е 4-годишна. Не е дека во првата година требаше да биде реализирана и веднаш требаше, затоа сите овие анализи, сите овие акции кои што се преземаат на крај да доведе да во мандатот од 4 години социјалната помош и системски биде средена, меѓутоа и биде покачена на вистински начин и биде поддршка на овие ранливи категории. Имаме уште еден апсурден случај или имено како да се поедностави процедурата за лица со траен инвалидитет кои
сега мораат пред лекарската комисија во рамките на вашето министерство да се појавуваат секој 6 месеци да докажуваат дека се трајни инвалиди за да добијат помош за туѓа нега или пак за додаток за мобилност. Точно, во 2019 година направена една измена на законот каде што до тогаш постоеа оние трајни туѓи неги, нели, и мобилност. Трајни зошто бидејќи одредени инвалидности медицински не може да се надминат и тие се трајни, не може да се надминат. Меѓутоа некој тогаш сметал да го измени за жал законот, односно правилниците, и да на секој независно 6, 12 или 24 месеци, зависно колку нели е дадено решението, да тие се појавуваат нели повторно на прегледи. Тука имаат, мора да кажам, и трошоци, нели за сето тоа треба да се плати одредена сума за тој преглед, за концентрираното мислење и така натака. Зборуваме за инвалиди. Да, не зборам транспортот на тие луѓе и така натака. За маката, за да ви стане. Успеав во овој период и да се сретнам со голем број од организациите, токму на лицата со инвалидност и националните, меѓутоа и сите други организации и поголеми и помали, независно. Сите се добродојдени со совети, така да ова е една од мерките кои што ќе преземеме при првата измена на Законот за социјална заштита, да ги премениме да овие кои што имаат траен инвалидитет и тоа е медицински докажан, да овие луѓе имаат траен навод за мобилност или туѓа нега, а потоа секако ќе се има контроли и проверки од страна на Министерството комисија кои што ќе си ги проверува нели на одреден период дека се е во ред. Што покажуваат контролите на старските домови? Зборувам тука и за државните и за приватните и за неопходниот кадар во нив. Имаат ли ги исполнуваат ли условите и имаат ли доволен кадар генерално, а потоа и по случај? За жал кадарот се повеќе станува проблем и за приватните, меѓутоа и за државните институции или старски домови. Ние правиме постојани контроли. Во овие 2 години голем дел од оние кои што не ги исполнува условите, повеќе од 8 такви се во Македонија приватни старски домови кои што за жал се затворија, што од просторни услови, што од кадар нели кој што не исполнувал, не грижа за корисниците кои што биле сместени така натака. Седнавме на иста маса, го инициирав ова и како заменик министер и се работи моментално во министерството и за кратко ќе скочиме и со тој нов правилник заедно со приватните старски домови да олесниме онаа процедура и за лиценцирање, меѓутоа и процедурата за потребниот кадар согласно бројот на корисници кои што е сместен во некој од нивните домови, нели зависно по категориите 30, 50, 100 легла, независно. Така да работиме веќе повеќе од 2 месеца заедно на иста маса со телото на приватни старски домови, за да ги сите овие услови олесниме, да им олесниме на нив како нели приватен бизнис, а на крај грижата да биде поквалитетна. Значи тоа е многу важно и мора да запазиме тоа и јас постојано го говорам дека да ние може да олесниме одредени стандарди да бидат поедноставени, меѓутоа грижата за крајните корисници мора да биде на квалитетно ниво и тука немам никаква дилема, меѓутоа еве веќе го работиме за кратко време ќе има олеснувања во дел на кадарот и на условите кои што се. Сега се оглед дека приватните старски домови тешко дека една пензија на еден корисник може да ја покрие сумата и трошокот за сместување во таков, што правиме со тие на кои што им е неопходен државен, во смисол како што е државното јавно здравство, кај што им треба државен дом каде што можат да си го покриват со својата пензија? Точно така дека сумите во приватните се многу поголеми од државните кои што се навистина на минимални социјални, да кажам, плаќења. Затоа и како влада, ресорно како министерство, стратегија дека треба да се градат старечки домови. Значи, таков веќе еден во Кочани е склучен договорот и е пред започнување со градба. Во Кавадарци завршува постапката за јавна набавка, заврши, во постапка евалуацијата на самата фирма за избор на фирмата, кој што ќе гради вториот старечки дом, во само една година започнуваме и таму. Веќе се во фаза други апликации како што е Свети Николе, како општина Крива Паланка, ги мотивиравме и Штип, меѓувреме и они да направат еден лабораторија за еден објект кој што исто така стои кај нив и може да се пренамени. Така да веќе работиме на 5 конкретни проекти кои што ќе значат државни старски домови во Македонија нови. Со оглед дека бројот на стари лица се зголемува, така после 40 години ова е вака прв пат да нели се градат старечки домови. Така да ова граѓаните мислам дека треба да го знаат, го повторуваме постојано бидејќи навистина е капитална инвестиција, за жал поради тоа што како кажа стари населението. Еве за крај, бидејќи денеска е меѓународен ден на населението, во делот на демографијата и млади заеднички именител е иселувањето, констатиравме белата чума и слично, има ли план како да ги задржиме младите и да го зголемиме наталитетот впрочем?
се размислуваат, ја спомнав она стратегија пред малку, каде што се дефинираат многу елементи по акцијските планови кои што треба да се преземат како држава, што парични, што активности нели од кампањска активност, нели, независно дали е тоа Министерството за социјална политика, образование како најблиску до граѓаните, кој такво, и другите министерства кои што се имаат пристап и можност да комуницираат со граѓаните. Гледате, на крајот демографијата, ако ја видиме како целина, не е нешто што може да размислуваме за да има краткотрајни мерки до 5 или 10 години. Меѓутоа, од искуството кој што ги имавме и предвидено и во самата програма, и во првата стратегија, нацрт верзија која што имавме, беше на пример да се покачи нели за новороденче да има и за трето дете. Меѓутоа, видите анализата која што преземавме од Србија, каде што покачија да имаат 5000 евра за новороденче, меѓутоа за жал скалата иде надолу. Така да не парите на крајот од денот причина да нели младите луѓе делуваат. Трендот во Европа ни прави голем притисок, кој што таму населението многу порано остаре отколку во Македонија. Младите луѓе по еден тренд се за жал нели оцелија голем дел за да бидат работна сила во овие токму држави каде што нудеа и подобри услови и плати и така натака. Да, сега денеска ние во Македонија имаме ваква состојба на млади луѓе кои што за жал нели се помалку ги има, меѓутоа сакам да напоменам еден факт кој што треба да го дискутираме и тоа. Ако се сеќавате дека пред 2 или 3 години или 4 па и повеќе беше постојано, знаете, во оној мај месец и јуни дека автобуси заминуваат за Хрватска, за Германија или авиони независно. Денеска, ако видите, повеќе ги нема таа тема, повеќе мислам дека не е така, не е дека масовно овие млади луѓе или работници заминуваат во Македонија. Така да ги подобруваме условите по многу аспекти. Битно е да остана тука, а потоа самата демографска слика и сите мерки кои што ги преземеме како влада сега и во иднина, ќе донесат мислам дека и добар ефект да ја стабилизираме колку толку скалата на демографија. Многу повеќе ќе слушнеме веќе во вашето излагање во понеделник при изборот на новите министри. Нам ни останува малку време уште за светот. Ѓоко Велковски, заменик министер, се уште гостин во тема на денот во Дневникот на Сител. Ви благодарам. Ти благодарам.